Не ми треба живот повеќе. Едно дете имав и тоа го нема. Со овие зборови потресениот татко Драги пред медиумите раскажуваше како дознал за смртта на 21-годишниот син единец. Не ни помислувал дека сосема обично излегување во сабота навечер може да прерасне во огромна трагедија. Ја живот немам, и они ќе страдат. И на мен не би треба едно дете имаше загина, што да правам? И нините да ги нема, и они да страдат која што страдам. 150 души у едно диско. 500 души диско. Колку години имаше вашето дете со чувство на 21 годинка, само што требаше да живее. Од подлог од Кочани. Да се јаве началници на полиција, корумпирани, дроги, другират ги. Шо да, нема шо да... И они да кукат за нините. 150 души, 150 фамилии ќе страдат. Зашо ќе ми живот на мене? Не ми треба на мене живот. Едно детенце имаше, шо ќе ми? Цела ноќ сум таму. Не може да изведат трупове, не може да изнесат сигурно 200 души ќе има деца млади, сите изгорени. Не може да ги препознаат, таму са лешове. Не може да ги изнесат и со хеликоптери, специјалци не може да ги изнесат. Газдите, само пари у джепо, пусти пари проклети. Ја вие ми се шо? Шо дискотеката на кој е? На големците. Шо исклучите бе, нека се јават бе. Не ми треба живот бе. Чија дискотека? Не знаат они на кој е, на големци на кој е, не е на мене. Во шок и со солзи во очите на младите кои синоќа се најдоа во дискотеката Пулс во Кочани, се уште не им се верува што точно им се случи. Се уште не се свесни дека врисоците на присутните ќе резултираат со една од најголемите трагедии од ваков тип во Македонија. Очевидците велат дека за неполна минута искрите прераснале во голем пожар која зафатил просторијата. На почеток не ни сватиле за што точно станува збор, бидејќи мислеле дека искрите над сцената се дел од пиротехничкото шоу. За кратко, пламените јазици и чадот предизвикале паника кај посетителите, кои во брзање и бунило сите се обидувале да истрчаат кон излезот за да се спасат. Велат екипите на пожарната и службата за итна помош брзо пристигнале, но не можеле да постигнат, бидејќи на многу луѓе им била потребна медицинска грижа. Оние кои први го напуштиле објектот почнале да им помагаат на сите кои излегувале од опожарената дискотека. Одеднашка избумна и се беше пламен и искри и брискања за една минута, мислам дека беше се пожарната и амбулантата дојдоа, ама не беше доволно заради тоа што имаше поише на настраданиот, што имаше доволни дежурни екипи. Од синокешниот огромен пожар која зафати дискотеката Пулс во Кочани, медицинска помош побарале 155 луѓе. Во моментов во болниците хоспитализирани се 117 граѓани.